Ти благодарам Исо Мухич, да, навистина супер најава за нашите следни гости и нашата следна тема на Муабет, веќе трета во отворената утринска програма на телевизија Нова, наречена информација точна и навремена, но ве прашувам, сакате ли джез или ќе патуваме ли заедно со звуците на музиката на Владимир Василевски Четкар? Добре дојде во студиото на телевизија Нова и за Виктор Филиповски, наградениот за оваа година во склоп на джез фестивал, на Скопскиот джез фестивал, како најдобар джез млад музичар. Добре дојде за Виктор Филиповски и за Владимир Василевски Четкар. Владимир Василевски Четкар има една супер најава на најнов албум Travel the World. Се вика најновото видеоиздание, воопшто песната што е како најава за најновиот ваш албум и ќе патуваме со вашата музика, со джез. Светот? Па сега е, нели, како не е дозавршен целиот албум, има уште доста работа, али ќе биде завршен за неколку месеци, 2018 значи. И така, Travel the World е тој пилот сингл кој веројатно и ќе го даде името на албумот. Ќе видиме стално, можам да се предомислам, не може да знаеш. Ама да, баш така, за патување, за љубовта кон авантурите, кон нови искуства и токму затоа и текстот и таа цела видеозапис кој го направивме. Да, се снимаше видеозаписот во вашиот роден Охрид. Велите каде да отидам, а сум поминал многу места на светот. Секогаш се враќам во Охрид затоа што е најубавото место на светот. Па, знаете како на мајкава кога ќе ја прашате да дете кој ви е сите тие нормално сите деца субе, ама нејзиното е посебно драго. Верувам така е за многу други луѓе, таму кај што се родиле, таму кај што пораснале, кај што ги имат тие најинтимни мемории. Сигурно дека Охрид ќе ми е најдраг, не дека во смисла само ради тоа. Стварно е убаво место како природа и токму сакав овој спот да не е на друго место како претходните два, да во Њујорк, него сакав да се баш во Македонија, да луѓето на некој начин го доживеат тој мир тамошен и едно локално око, бидејќи често пати се само промовира Свети Јован Кане од некоја сцена или Самуиловите кули, има многу убави интересни места со качиња мали, така да тоа е све стаено во спотот. Да, Travel the World ќе го погледнеме на крајот на ова гостување. Ве прашувам и двајцата, зошто джез? Зошто? Зошто баш джез? Зошто баш джез Тапанар? И најпрвен честитки за наградата од Катар Airways за најдобар млад джез музичар. Фала ви многу, баш ми е мило и се надевам дека нема да ги разочарам тие што ми ја доделија. А джез, не знам, свирав повеќе стилови претходно пред да почнам джез да свирам и како што пишува и во биографијата и за наградата, од кога го запознав менторот мој Александар Секуловски, кој моментално не живее више овде него во Канада, од тогаш почнав джез и знаев дека само тоа сакам да го правам. А за Владимир Василевски Четкар, најпрвен започнавте со виолина, тука и флейтата, и нели музичкото што се надоградувавте, но велите дека джезот веќе ви бил во мислите, во размислите и тоа веќе сте го живеели пред да се занимавате со джез. Па токму бидејќи толку широк поиме джезот, дури е тешко да се дефинира, толку поджанрови, стално можеш да комбинираш конкретно во мојот случај фанк, соул, елементи, да, и диско дури. Бидејќи толку концептот е без некакви лимити и граници и тоа мене ме бендиса од старт дека е музика за индивидуалци, за твоите чувства, не е нешто, многу е креативно и многу простор ти дава затоа. Кога заминувавте во Америка, уште во 90-тите години на Беркли универзитетот, сте рекле во една прилика дека сте биле уште тогаш како изградена личност и знаете каде одите и што да очекувате. На толку мала, не знам, мала, не баш мала, но веќе знаевте што ве очекува таму во освојувањето на светот? Па, ништо не може да знаеш. Јас заминав со цврста убеденост дека сакам да научам конкретно
да творам музика, да ги научам тајните на оркестрацијата, на тој занае, на аранжманот, на джез гитарата. Тогаш немаше тука, дури ни во околните држави немаше некоја институција за изучување на джезот и беше многу тешко да го научам тоа што го сакам, така да јас бев на некој начин приморан да заминам за мојата љубов. Па јас планирав Приморан на Берк. Ротердам сакав да студирам. Така беше истиот ден кога ојдов да барам студентска виза во холандската амбасада, добив покана за аудиција во Перуџа. Ја заминав таму, добив делимична стипендија и после почна борбата. Заминав и студирав и навистина беше тешко тој период. Многу се измачив и јас и семејството. Меѓутоа интересно беше што тој беше најнесигурен период. Све некако станвеше, сите ги фокусираа своите деца на некој бизнис или некој сигурен не занает, него сигурна работа. Меѓутоа, јас и добив поддршка од моите да се занимавам со нешто што најнесигурно, најнепредвидливо. Меѓутоа, ставаш све на ризик за тоа што го сакаш. И тоа е затоа вреди да се живее. Да, ама велите дека каде да отидам, знам од каде потекнувам и секогаш се враќам во Македонија. Секогаш. Нема поголем, то прави муабет со дечкиве, ево, имавме задоволство заедно да настапуваме на тотално други дестинации, континенти и се е убаво да се доживее и да се ние сме сите космополити и би требало секој уметник и воопшто да одиме кон тоа. Меѓутоа не може да си космополит ако не се сака себе си. Мора прво да се сака себе си, својата култура и после ќе ги сакаш и сите други. Да. Да слушнеме од нашиот репортер на терен Елена Равановска. Имаме повторно линковски ќе се поврзаме со неа. Во моментов е во АМСМ. Да слушнеме каков ни е сообраќајот и незината гостинка. Елена, се слушаме, повели. Благодарам, Ана. Најпрво добро утро и за нашиот гостин, меѓутоа добро утро и за нашите гледачи. Секако, како што во претходното јавување информиравме каков е сообраќајниот метеж низ градските улици, сега ќе ги информираме нашите гледачи како е сообраќајот надвор од градовите, но и пограничните премини. Добар ден, добро утро за вас, ви благодарам за одвоеното време. Па ете, каква е состојбата на патиштата надвор од градовите и секако пограничните премини? Утринава сообраќајот на сите државни патишта во Македонија се одвива по суви коловози без некои поголеми проблеми. Ние како и секогаш ќе препорачаме внимателно управување со возилата, намалена брзина, посебно на оние патни правци каде што се почести појавите на одрони, но и на оние патни правци каде што веќе подолг период се одвиваат работи на пат. Актуелност за денеска е граничните премини кон Грција. Утринава она вест која што имаме дека во интервали од 6 утринава до 6 часот утре ќе биде затворен граничниот премин Богородица, додека граничниот премин Меджитлија од 6:30 до 6:30 утре и граничниот премин Дојран од 6 часот утринава до 23 часот вечерва. Но според најновите информации кои што пред малку стигнаа во информативниот центар е дека повремено ќе бидат пропуштани возила. Тоа би било се накратко. За сите дополнителни информации, нашите телефонски броеви се отворени 196 за помош на пати и 155 за состојба на патиштата. Благодарам многу за ова одвоено време. Ана, тоа беше нашиот разговор со Радмила од Автомотосојузот на Република Македонија. Ете, слушнавме најновата вест и најновите информации за пограничните премини, дека всушност пограничниот премин со нашиот сосед Грција на интервали ќе пропуштаат секако возила до некој период до утре. Па повели. Благодарам, Елена Равановска. Слушнавте сами каков ни е сообраќајот во овој момент од АМСМ и најновите информации. Како што и доликува на една утринска отворена програма, секако тука се и сервисните информации. Благодарам уште еднаш за Елена Равановска, нашиот репортер од терен. Продолжуваме со една преубава тема. Сакате ли джез? Ве прашувам. Вас, гледачите на телевизија Нова, може да се вклучите на телефонските броеви. Нели ова отворена програма, поставуваме теми за дилеми и прашањата ги поставуваме заедно со вас на 2402
002 и на 2402 005. Колку сакате джез и колку музиката на Владимир Четкар ве носи низ светот. Ново гостување, имавте една фантастична турнеја, азиците ве обожаваат, дури Heavenly го нарекоа ремек дело, да, и повторно ќе имате и таму турнеја, но започнувате со 3 март Java Jazz Фестивал во Джакарта, Индонезија, каде на една од главните сцени ќе се представи со своја авторска музика. Што таму ќе представите? Тоа беше мината ова година, да. Значи се случи веќе, да. И ставено токму свиревме со Виктор. Тоа ми беше муабетот, Виктор Филиповски на иста сцена со Владимир Василевски Четкар. Да, во Java имаме инсерти од тој настап, да? Java и Jarasum, мислам дека и имате исто Java и така. Jarasum, да. Во Кореја. Самите ние бевме на сите на некој начин изненадени од посебно Jarasum, бидејќи тоа беше еден отворен джез фестивал кој потсеќа повеќе на рок фестивал по самиот амбиент и публика. И токму пред да заминиме, читав еден напис од Джошуа Редман, познат американски саксофонист, кој рече дека ова е тоа? Така? Од тој настап? Не, ова е од Охрид. Од Охрид. Да? Сакам да кажам дека обично Америка кубури со публика и генерално и Европа со публика која е постара. За джез фестивали, додека во Азија нема таква граница и многу млади луѓе одат на фестивалите, што е прекрасно бидејќи се изложени на таа музика. Енергијата е неверојатна. Сега ги гледам инсертите, да, од тој настап. Виктор Филиповски е натапан. Тоа беше стварно неверојатно. Концертот беше фестивалот го прогласи како најенергичен, најпозитивен од тоа издание и токму Heaven ја одбра како тема на автор видео за најубавите моменти. Имаше многу сцени од нашиот настап и тоа е тоа. Имаше микс на тоа беше Виктор, Џоле Максимовски, Филип Стевановски, Лукас Холмс, американски музичари, Коди Ролинс, Арон Хенри, микс. И на некој начин се дружевме и музиката ни беше јазикот, сите тие мемори се драгоцени и мислам дека и за Виктор беше прекрасно. Да, Виктор Филиповски, сакам да го слушнам вашето доживување. Страшно, мислевме дека нас крие на камера сме. Ова не се дешава нигде на друго место, стварно. Какво беше вашето чувство на иста сцена со Владимир Четкар? Мене ми беше супер, со Владимир свириме заедно веќе, не знам, 3 години, мислам дека сме. Барем 3 години. Али беше многу убаво чувството што свиравме со најголемите звезди на иста сцена, со моите идоли што сум учел на факултет во книги за нив, на иста сцена бевме заедно, на исти плакати бевме, што е многу убаво и многу големо достигнување. Имавте и фантастичен настап летово во Охрид. Па имавме повеќе настап. Еден несекојдневен, не, зборам за оне со кајчињата на плажа. Да, од кога ги гледавме инсертите, мислевме дека е Лас Вегас, а не е Охрид. Па за жал тогаш ти многу светла, многу беше во не бев во Македонија, мислам. Да. И многу беше интересно бидејќи на саундчек на тонска проба одевме со кајче. И памтам опремата сите Лабино каде таму нема простор за публика. Ама публиката беше Лабино, за оние што не знаат каде се наоѓа, позади Канео. Позади Канео, така. Добро. Тоа е, да кажеме, единствената неурбанизирана градска плажа, кај што е по-диво, и така треба да остане, ама вакви ивенти можеме да правиме, сите се сплашија како ќе донесите струја. Па кабелот беше од Канео 500 метри долг. Многу убаво имаше организирано тоа општината тогаш, секоја чест. И луѓето со кајчината, со бродчињата си уживаа, си пиеа винце, ја свиревме. Виктор не фалеше, ама сега тој нареднава година. Нареднава година. Ќе имате повторна настап, освените во Индонезија што бевте заедно? Нонстоп настапуваме. Сега во недела. Сега во недела во Билјанин извори. Промоција и на има денски настап, да, и промоција на некој начин со режисерот на спотот и ќе го коментираме. И ќе настапиме денски настап, тоа традиционално веќе го правиме, есенски джез. Многу е убаво таму дека има стари чинари, жолти лисја, изворите,
убава атмосфера и сепак ова период таму не се случува многу работи и убаво ќе да го свежиме малце градов со тој настап и ќе има доста веќе има интерес, така да мислам, нонстоп настапуваме, дали тука, дали надвор, тоа е спонтано, него секогаш знаеме како нели ќе те поканат, ќе одиш. Битно е да се почесто се дружиме, што почесто свириме и тоа е нашиот живот, тоа е таа магија. Да, а како джез музичар, што се трудиете музиката да живе, затоа што ова вид на музика треба да заживе, така? Така. Не е она трендовска, па ајде сега ќе правиме хит и тоа е тоа. А джез музиката се бави со нешто малку поинаква нота, што му вели на слушателот, сега слушни малку што имам да ти кажам, но да ти кажам убаво и да ме слушаш, но врзано е за некои, не знам, поинакви чувства и не е само инстант хит и тоа е тоа. Му треба време. Точно. Најубавата работа што јас имам прочитано за ова токму прашање, доаѓа од еден наш музичар, Кире Митрев, кој живее во Белград сега. Тој рече треба да се битолчанец по потекло. Тој рече дека треба да се фокусираме на квалитетот на тоа што го работаме, по цена дури и на неуспех. Дури и по цена на не си комерцијално успешен, што не значи дека ќе се случи генерално. Секому нормално сите сакаме да сме успешни, да имаме публика, да нашата музика презентирана, меѓутоа гениално е што не треба да се прави компромис со квалитетот никогаш. Па дури и двајца да ве слушаат за почеток. Треба некои музики да останат и да не бидат трендовски, дури подобро е така. Не мора сите да бидат вакво да ги слушнат сите луѓе. Мејнстрим. Да. Но затоа си има джезот и своји следбеници. Па тоа е поентата, тука така се и останува многуте вистински. фестивали. Прашањето ми е, сте настапиле на многу места низ светов. Сте имале гости меѓу публиката како гувернери, председатели, конгресмени, да. Тие се сите публика, пример, Да. дај Боже да тие гости, знаете како, исто така целта на секој музичар, бидејќи ние свириме за публика и за што е многу битно е да изложиш многу пати луѓе кои никогаш не мисли дека ќе слушаат джез или некоја комбинација на джез. Едноставно тоа е мисија да ти му покажеш на луѓето дека и тука може да направиш исто таква атмосфера како со таа мејнстрим музика, зависи од енергијата на сцената, од стилот на джезот, меѓутоа конкретно во Камбоџа дојде кралското семејство, во Тајланд ќе дојде сега новиот крал, кога ќе свирам, меѓутоа кралот на Тајланд, починатиот претходен крал, беше джез музичар пред се, потоа беше крал. Тој неверојатно е тоа, јас прв пат да доживеам сите билборди кога славеа, кажам смртта негова, не е славење во смисла му дава поинаку тие го сваќаат таму будистите за минувањето на човекот. Меѓутоа тој е свирал неколку инструменти, пишувал джез стандарди кои се во нивните real books таму и сите ги свират. И тоа е интересно што музиката сите ги обединува, дали бил крал, дали бил гувернер, дали бил занечија, дали бил било каква кариера, тоа е единствено ние заедничко што го имаме уметноста и на тие настапи сите профили на луѓе доаѓаат, од сите различни бедувања и тоа е убајнава и затоа мислам дека музикава е најсвета работа и музичариве треба да се стрема да ги обединат луѓево токму на тие настапи, да видиме дека сите сме луѓе, имаме заеднички интереси и По ова исто е чувството веројатно, дали е конгресмен, гувернер, вие не ги гледате на таков начин, туку се публика и тоа е тоа. Вие се свирите и се пеете, всушност тоа е музиката, да се свири да се пее, така? Сигурно. И сигурно и Виктор ти нема да свириш поубаво ако те слуша некој гувернер. Знам дали имало. Исто ќе свириш, дали е председател, дали е гувернер, Така е. да. Настапите ете во Охрид на Билјанини извори, понатаму недела. што? Како промоција? И немаше некоја официјална промоција ни на видеозаписот, на Facebook фан страницата ваша, Да. приватна, Ladies and Gentlemen, дами и господа, Така. повелете, ева го новото видеоиздание на Travel the World. И толку. Така дојде времето, бидејќи сега имаме на некој начин и истовремено е и клетва, бидејќи толку сме обсесирани со телефониве мобилни, така функционираме, а истовремено е убаво што така можеме да ги промовираме новите изданија, новите видеоспотови или песми.
И ова во Билјаниник е малце поинаку, бидејќи тука ќе и Борче Димовски, режисерот на спотот, и ќе малце прокоментираме интересните работи што беа, дури ги снимавме, тие сцени од Охрид и регионот, и потоа продолжувам за Њујорк, мора да снимам уште една песна, пак на турнеја, пак во Македонија и така. Таков ми е овој период. Повторно турнеја, Југоисточна Азија? Повторно турнеја во Тајланд, Камбоџа и Хонг Конг. Ке имам како два настапи во Тајланд на Смайл Джаз фестивалот, потоа Аудио Джаз фестивалот во Пном Пен и клубски се другите настапи. Таму ќе свирам со Function, тој е бенд кој е лоциран од Банкок. Свиравме заедно со пианистот, со Супакит. Па да дојдеме на Тајланд. Слушај, зашто не? Тајланд е едно најбави дестинации, јас мислам, кој може да се посети. После Охрид? После Охрид нормално. Ама тие се многу, сакам да кажам, миролюбив народ. И то мене ме бенди са ептем. Нема нервоза по улица. Па така беше и Кореја, еднешка правевме муабет надвор пред хотелов, кај што бевме сместени. И после 15 минути заприметивме дека еден човек покушава да излезе со колата цело време, а тој ниту свирна на свирката. Се и тој е претерано, ама тоа е тоа. Виктор Филиповски е дипломец на Гоце Делчев универзитетот во Штип, но веќе е магистар. Па имате намера да ја продолжите таа низа на некој од студентите или само не знам, на концертите имате да го кажете тоа што сте го научиле до сега? Да, па веќе почнав да предавам како инструктор сум потапани на Музичката академија. Имам веќе супер студенти, што ми е многу мило, прв пат осетам како е да бидеш од таа страна. И многу би сакал да пренесам барем тоа малку што го знам, пошто немам многу години, да го пренесам на некои заедно да истражуваме и да учиме, и би ми било многу мило доколку стане успешен, дупло поуспешен од мене. Да, ете, искрено се надеваме дека ќе има супер кадри и ќе кажеме дека имаме како вашиот пример немало воопшто каде да изучувате джез гитара, сега веќе е поинаква сликата. Многу позитивно. Да, многу позитивна. Сега не мора да ја напушташ својата државата, да, можеш да останеш тука. Да стигнеш до истите информации, пошто има и интернет, и веќе имаме и многу музичари кои биле во странство и го научиле занаетот, па можат да ни го пренесат на нас. Значи, они го изодале потешкиот пат за на нас да ни е полесно. Практично така доаѓа. Да, Василевски Владимир Четкар веќе е како резидент музичар во Blue Note на Манхетан. Можам слободно да кажам, колку пати веќе настапивте? Blue Note настапив 7 пати. 7 пати. И 2 пати на фестивалот Blue Note Jazz фестивал, исто организиран од Blue Note. Меѓутоа, тие се голема институција, нивни е и BB King, клубот што е исто во Њујорк, Регата бар во Бостон, Highline Ballroom исто во Манхетен, така да тие се многу успешни во тоа што го работат. И сега последно време малце се префрли во BB King, бидејќи таму повеќе се свири тој стил, јас кој го практицирам, значи повеќе фузија, значи фанк на соул. Меѓутоа Blue Note е и веќе и франчиза, и постои во Милано, отворија во Јапонија, повеќе клубови, многу неверојатно едно искуство, бидејќи ги гледаш тие идоли за кои што преска спомна Виктор, во публика за 150 души максимум, за публика од 150, тука Чик Кореја редовно свири, кој не свири, Пат Метени, Херби Хенкок, Фреди Хабард, неверојатно е да ги доживиш во таа интимна атмосфера. Crusader, Street Life, сигурно се сеќавате, тие беа и мејнстрим на времето. Ренди Крафорд пееше на едно столче подкачена, Street Life ја пееше, тоа беше едно најневеројатните искуства што ги доживеав пред мене. Ке стане ли некогаш мејнстрим Четкар? Па видите, музиката станува, бидејќи ево сега порано джезот беше мејнстрим. Диксиленд и претходни тоа беше популарната музика. Майлс Дейвис беше толку популарен што беше знаете што е поп музика, малце ги мешаме термините, све што е популарно. Да. Диско музиката која ја правеше Казабланка Рекордс или било која продукција Сал Сол
од 70-тите, 80-тите години инволвираше најпознати сешен музичари. Херби Хенкок има диско проекти, многу малку луѓе знаат. Чик Кореа. И сите тие оркестрации, неверојатни аранжмани кои инволвираше над студиски оркестри, над 120 музичари. Тоа сето беше мејнстрим некогаш. И замислите таа софистикација која слушале тогаш на секојдневно радијата, сигурно дека го оплеменувало духот. И јас мислам дека секој треба да си работи тоа што стварно сака, да не бркаме тренд, бидејќи тогаш ќе сме верни на себе си и на публиката. Да. И така и ќе ако што популарно, нормално поубаво. Зашто да не. И Daft Punk беа некој пат многу луѓе се разочараа, многу луѓе ги открија. Сега дури веќе Underground сега се мејнстрим, не можеш да знаеш. Да, ви посакувам многу вакви успешни турнеи, многу успешни албуми и со најновиот ве очекувам повторно во студиото на телевизија Нова. Travel the World за самиот крај на денешното издание на утринската отворена програма на телевизија Нова. Ви благодарам за денешното гостување. Веќе сте свежи, се освестивте. Продолжувате да музицирате и секако се гледаме во некоја наредна прилика. Благодарам уште еднаш. Благодарам и вам, почитувани наши гледачи на телевизија Нова. Тоа беше се за денешното издание на Информација точна и навремена. Повторно сме заедно со вас јутра, 3 часа од 7 до 10 на фреквенцијата на телевизија Нова и малку да одиме низ светот заедно со музиката на Владимир Василевски Четкар, Travel the World, премиерно издание на телевизија Нова. Ви посакувам убав ден.